Во ова вклучување ќе се задржиме на културната сцена, односно ќе го најавиме концертот кој што ќе се одржи на 25 овој месец во Националната опера и балет, односно концертот на португалската пејачка и композиторка Марија Мендеш заедно со Националниот џез оркестар. Повеќе детали токму за концертот во продолжение слушаме од мојот денешен гостин Гордан Спасовски. Да му посакаме добро утро. Добро утро и голем поздрав до гледачите на Телма телевизија. Што е оно што гледачите треба да го знаат за концертот, односно на самиот почеток сакам да напоменеме нешто повеќе за самата програма. Чест и задоволство ми е најпрво да го најавам овој концерт, што се случува како што кажавте на 25 март во Националната опера и балет во 20 часот. Значи Марија Мендеш е португалска џез и фадо пејачка, светски реномирана, позната по својата фадо експресија, значи емоционална и длабока поврзаност со таа музика, поради нејзиното португалско потекло се разбира. Пејачка која зад себе има 4 албуми, од кои 2 се заедно со американскиот композитор, аранџер, продуцент и пианист Џон Бизли, и заедно со Метрополитен оркестар. Тоа е исто светски реномиран оркестар кој што зад себе има огромен број на концерти и изданија, вклучувајќи ја и Марија Мендеш. Нејзината поврзаност со Метрополитен оркестар ја доаѓа и со нашиот диригент Владимир Николов, кој што е вклучен во самите тие проекти, заедно со Марија Мендеш и Метрополитен оркестар, кој воедно и ќе го диригира овој концерт. Какво е чувството да се настапува со една ваква врвна композиторка и пејачка, со оглед на тоа, ако не се лажам, за прв пат настапувате заедно со неа? Така е, таа за прв пат доаѓа во Скопје и во Македонија, така да чувството е прекрасно, таа носи нешто автентично во себе, ја носи својата португалска природа, и ќе направиме една прекрасна фузија заедно со нашиот оркестар и со нејзината музика прилагодена за биг бенд и напишана, тоест дел од композициите се напишани специјално за оркестар, дел од композициите се прилагодени за биг бенд од Владимир Николов, тоа се нејзини аранжмани на Џон Бизли кој што претходно го споменав. Велите ќе донесе една португалска енергија, тоа значи дека ќе донесе нешто невообичаено, не секојдневно. Што препорачувате, кој треба да дојде и да види што ќе се случува на самата сцена? Ја би препорачал секој да дојде, посебно за љубителите на португалската музика и на фадо музиката. Аз знам дека има голем број на слушатели на таква музика кај нас. Меѓутоа и тие што не се запознаени со таа музика и со португалскиот јазик, да речеме, би препорачал да го посетите концертот, ќе биде прекрасно чувство, можеби ќе се запознаете со нешто ново што ќе стане нешто ваше омилено. Има ли интерес до сега? Дали има се уште билети на располагање? Секако, интересот е голем, меѓутоа билетите може да се набават на МК Тикетс, така да се уште има доста билети. Пред самиот крај ќе прашам и дали финалните подготовки се во тек, како течат самите подготовки, се уште имам време нели до самиот концерт, но верувам дека навистина се подготвуваат. Подготовките веќе се започнати секако. Ја очекуваме Марија заедно со Владимир да ни се придружат на заедничките проби и ќе го представиме концертот во најдобро можно светло. Ќе се представите во најдобро можно светло. Ви благодарам многу за одвоеното време. Благодарам и на вас. Се надевам дека го пројавивме интересот кај сите оние кои што се утринава на фреквенција на Телма телевизија, токму со ова вклучување и се разбери јас ќе ве поканам да бидете дел од овој концерт кој што се одржува на 25 март во Националната опера и балет, односно концертот на Марија Мендеш, португалска композиторка и пејачка заедно со Националниот џез оркестар.